Почитувани гледачи, ви посакувам добар ден и добре дојдовте во уште едно ново издание на Откриени тајни. И денеска сме повторно тука за вас, нашите редовни гледачи, кои што секоја сабота во 11 часот сте на програмата на телевизија 24 и ја чекате нашата нова тема. А ние секогаш сме тука за вас и да ги слушнеме и вашите желби за сето она што сакате да го чуете во рамки на денешната емисија. Токму денес ќе зборуваме на една тема која што секако буди голем интерес кај сите кои што редовно не следат, но и нашите нови гледачи на Откриени тајни. Останете на програмата на телевизија 24 за многу кратко ја најавуваме денешната тема на разговор. Од досегашното излагање на нашиот редовен соговорник, доктор Жарко Костич, многу добро ја знаеме тонската скала. И знаеме дека не секогаш можеме да се наоѓаме високо на тонската скала, некогаш паѓаме со емоциите, но она што сите добро знаеме и посакуваме е дека сите сакаме да се најдеме високо со емоциите. Како тоа да го сториме, ќе разговараме во денешната Откриени тајни. Имаме многу прашања и секако околу 30 на минути да ги дознаеме тајните кои што доктор Жарко Костич овој пат ќе ни ги открие поврзано со оваа тема. Затоа следете го разговорот кој што следува. Го започнуваме разговорот на денешната тема. Секако со нас и во денешната Откриени тајни доктор Жарко Костич, мотивационен говорник. Жарко, добар ден и добре дојдовте и во оваа Откриени тајни. Добар ден, Сања, добар ден до нашите стари и нови гледачи. Зборуваме денес на една доста интересна тема, секако на барање на нашите гледачи. Јас и во самата најава напоменив дека веќе многу добро ја знаеме тонската скала и знаеме дека можеме да се најдеме високо на тонската скала, на моменти да паднеме пониско. Секако целта ни е да бидеме високо со емоциите. Пред да видиме што се ни е потребно да се кренеме со емоциите, можеби е добро да се потсетиме повторно на тонската скала, сите оние кои што редовно не следат, но и нашите нови гледачи. Точно, значи тонската скала е убав графички приказ на нашиот живот фактички, ајде така да кажеме, нашите емоции, на едноставно дал зрачиме позитивно, едноставно дал некогаш и оддаваме негативна енергија и така натаму. Тонската скала е еден од главните теми на интерес на нашите гледачи, така да денеска повторно ќе се навратиме на неа, ќе разговараме за има еден едноставен начин како можеме многу брзо да се кренеме по скалата на емоции, тој ќе го објасниме денеска, но за да бидеме реални и да бидеме разбирливи за оние кои што се сеја вклучени, затоа што имаме и нови гледачи од секоја емисија, можеме да се навратиме на тонската скала. Сигурен сум дека и за оние кои што веќе не слушнали ќе биде повторно интересно да објасниме малку повеќе за емоциите. Значи, скалата на емоции е графички приказ на позитивните и негативните емоции. Ајде така да го поедноставаме, ако видиме оваа тонска скала, ќе видиме дека тоа се нивоа на различни емоции кои што еден човек може да ги има во текот на денот, во текот на еден час, во текот на животот и така натаму. Имаме краткотрајни емоции, значи имаме емоции кои што, да кажеме, можеме да имаме позитивни емоции, краткотрајно да сме ниско со емоциите, или пак можеме низ текот на животот полека да ни се намалуваат емоциите и од можеби пред 10 години сме имале еден многу повисок емоционален тон и после 10 години да паднеме надоле по емоциите во некои по неубави тонови, така да кажем. Значи, ако видиме тонската скала, ќе видиме дека имаме жолти тонови, позитивни тонови, тука се спокојство на суштествувањето, постулати, што впрочем значи постување и оспорување на целите, тргање кон целите, имаме игра, акција, развеселеност, ентузијазам, па како паѓаме по тонската скала имаме интерес, па благ интерес, досада, веќе тука е границата каде што почнуваме и монотонија да навлегуваме во овие црвени тонови, кои што се фактички понегативни тонови, односно деструктивни, едноставно негативно се одразуваат тие тонови врз околината и врз самите нас. Затоа што гледате, емоциите исто така влијаат и врз нашето тело, така кога се чувствуваме негативно, тоа се рефлектира и на нас самите. Така да како паѓаме со овие емоции, гледаме дека имаме црвени емоции, тука спаѓаат антагонизмот, непријателството, болка, лутина, омраза, огорченост, неизразена огорченост, паѓаме надоле, гледаме дека имаме еден тон како што е скриено непријателство, па страф и уште понадоле имаме емоции како што се тага, како што се очај, апатија и така натаму. Значи, фактички духот се намалува или нашата живост се намалува. Како тоа се случува во текот на животот, ако ги видиме децата, ќе видиме колку имаат ентузијазам, колку се обично високо со самите емоции, животот носи разочарувања, трауми, загуби, болки,
тоа влијае врз нас, врз нашата свесност. Можеме да кажеме дека тонската скала е ниво на простор или свесност, кој што човекот го има. Колку повисоко човекот се наоѓа на тонската скала, едноставно има повеќе внимание кон надвор, посвесен е за околината, и како паѓаме по оваа скала на емоции, фактички вниманието се врти кон нас и почнуваме да имаме повеќе проблеми во нашиот живот, почнува да се јавуваат негативни состојби, почнуваме да се чувствуваме депримирано и така натаму. Но животот со себе, како што реков, носи трауми, носи разочарување, и тие се снимаат во нашата подсвест. Во форма на слики, објаснивме претходно кога зборувавме за умот, дека тоа се снимки од нашиот живот и дека тие негативни емоции кои што ги искусуваме во некои негативни искуства, пример ќе почне некој близок или ќе имаме ќе се судриме со некого или ќе направиме, не знам, судар или ќе паднеме од точак или едноставно ќе имаме некаква физичка или духовна траума, и таа останува во нас заедно со негативната емоција која што сме искусиле во тој момент, и тоа краде дел од нас. Фактички, ако ние сме центар на свесност и потенцијална енергија, тие негативни искуства и трауми почнуваат да крадат дел од нас, заробуваат дел од нас, и тоа останува во нашата подсвест, на некој начин се претвара во една негативна енергија. И колку повеќе животот ни носи вакви удари и трауми, ќе видиме дека имате човек кој што во периодот можеби една година доживеал многу вакви негативни искуства, ќе видите дека хроничниот тон знае да му се смушти. Секако не мора, затоа што гледате, секој од нас се раѓа со различен потенцијал од друго битие. Може да имате некој човек кој што има огромен енергетски потенцијал, да добие многу од вакви удари во животот и сепак да продолжи да креира, да е креативен, да успева во животот, да го гледа животот како игра, едноставно да учествува во играта на животот, и некогаш можеме да добиеме некогаш едноставно дадени ситуации и едноставно да паднеме многу брзо со емоциите. Ова е тонската скала, има многу повеќе да се каже за неа. Имаме претходно снимени многу емисии на оваа тема. За сите оние кои што сакаат да дознаат малку повеќе, апел да ги погледнат останатите емисии кои што се на мојата Facebook страна. Значи имаме многу убави работи кои што можеме да ги предвидиме од самата емоција и да едноставно го предвидиме однесувањето на другите луѓе околу нас базирано врз емоциите кои што тие ги имаат. Споменавте на самиот почеток дека постои лесен, брз и едноставен начин како да се кренеме со емоциите. Можете да ни кажете кој е тој начин? Денеска ќе зборам за една многу убава тема за кој што секој сака да знае, тоа како да го добиеме тоа што го сакаме во животот, како да ја постигнеме целта која што ја сакаме. И гледате, за човекот да дојде до нешто, да има нешто, луѓето обично сакаат да имаат нешто. Така, сакам да го имам тоа, сакам да го постигнам тоа, кога ќе сум тоа, ќе замислиме некоја цел, ќе има, ги минираме нешто. Но пред да дојдеме до тоа, да имаме нешто, мора да правиме нешто. Гледате, без акција не можеме да дојдеме до самото тоа, но рековме дека пред да можеме да правиме и да се впуштиме во акција, мораме да одлучиме да бидеме нешто. Сега, кога ќе кажеме да бидеме, тоа значи дека ќе донесеме одлука во животот што ќе бидеме, со кого ќе бидеме, што ќе работиме, како ќе работиме и така натаму. Рековме дека кога човекот е заглавен на една состојба на можеби, на колебање, тогаш не одлучува со да или со не. Во тој момент ја спречуваме акцијата. Значи, акцијата не може да се деси поради тоа што не носиме одлука. И сега, целата идеја е како да донесеме одлука во врска со некои работи во животот. Секогаш кога сме на можеби, кога се колебаме во врска со нешто, дали сакам да бидам со таа девојка, сакам да ја земам таа работа, сакам да отидам таму или ваму. Гледате, кога сте на колебање, животот поминува покрај вас, вие сте надвор од животот и не учествувате од животот поради тоа што не сте одлучиле да бидете. Одлуката е многу интимно поврзана со тоа да се одлучи човекот да биде нешто, а тоа значи да донесе одлука што ќе прави во животот без да има колебање или сомнежи. Рековме во минатата емисија, колку повеќе имаме сомнежи, толку повеќе сме резервирани и толку сме поповлечени од животот. Ова е нешто кое што веќе го спомнавме во претходната емисија, но не кажавме едно нешто, дека човекот колку повеќе носи одлуки на различни теми во животот, толку повисоко се крева по тонската скала. Значи, главното нешто кој што го спречува човекот да се крене на тонската скала е неодлучноста. Секогаш кога не одлучуваме, дури и во текот на денот за најбанални работи, треба да одлучиме ова ќе го правиме или не, затоа што акцијата, ако ја видиме тонската скала, акција е многу високо на тонската скала. Колку често премногу мислиме во врска со работите. Едноставно се некоја состојба која човекот толку многу мисли, а воопшто не прави. Тоа не значи дека не треба се промислат акциите во врска со сето ова, но не значи дека треба обсесивно и обседнато да мислиме и да се плашиме од последиците на акцијата која што ќе ја преземеме. Значи, ако има еден фактор кој што е многу брза терапија,
како човекот да излезе од негативната состојба, несаканата состојба, да се крене високо по тонската скала, тоа е да донесе одлука во врска со својот живот. Гледате во било кое поле. И секако дека треба да донесеме паметна одлука и затоа имавме емисија како да ги донесеме вистинските и паметните одлуки во нашиот живот, но рековме дека секоја одлука е подобра и можеме некогаш и да сгрешиме и после тоа да се коригираме, но не ни помага ако цело време се мислиме што да направиме. Има причина зашто се мислиме што да направиме, но мораме да донесеме одлуки поради тоа што тие одлуки не креват високо по тонската скала. Одлуки во врска со семејството, одлуки во врска со, децата, одлуки во врска со работата, одлуки во врска со пријателите. Донесувањето на одлуки е тоа што не крева високо по тонската скала. А високо по тонската скала фактички имаме простор. И зошто е тоа битно? Затоа што кога сме растеретени од неодлучноста, од колебливост, од несигурноста, тогаш едноставно си даваме простор да тргнеме во дадена насока, за да стигнеме до негде. Основно е да добиете нешто и да имате нешто, мора да посегнете по нештото. Видите, за да дојдам јас до цвеќето или да сакам да допрам столицата, морам да посегнам по неа. Неодлучноста и колебливоста ве спречуваат да посегнете. Моментот кога ќе почнеме да посегаме по нештото е моментот кога едноставно мисловниот процес го претвараме во акција, а акцијата не носи до тоа што сакаме да го имаме на крај. Ги споменавте и сега во разговорот, а секако и во претходните емисии, стоперите кои што неминовно ги имаме во нашата околина и речиси нема човек кој што нема некој кој што за него представува стопер. Па постои ли механизам како стоперите може да влијаат врз нашето расположение, како со нивните зборови, со нивните реакции умеат да не направат да се чувствуваме вознемирено? Апсолутно, значи кога кажам за стопери, за сите оние кои што се нови вклучени во нашата емисија, станува збор за луѓе кои што не стопираат, кои што не прават сомничеви, кои што не прават колебливи. Значи гледате, тоа може да бидат луѓе на црвените тонови, имате некој кој што е обсесивно лут, цело време е лут и се сака да разреши со лутина, со викање, со нервоза, со антагонизам. Едноставно, кон останатите, гледате, околината од таков човек се плаши, не? Или пак, ако не се плаши, тогаш успева да најде начин како да успее, но не е лесно да се соочите со таков човек баш поради жустрината на емоцијата кој што тој еманира во себе и ти си крив и не си добар и нема те биде и така натаму. Или пак може стоперот да биде поскриен, помаскиран, значи на пониските тонови, каде што ќе не инвалидизира, ќе не омаловажи, ќе не критикува на скриен начин, кој што можеби и не е така очигледен за нас, но едноставно тоа го прави, го чувствуваме дека тоа го прави и едноставно тоа предизвикува да станеме несигурни и да сме стопирани. Рековме дека со тие луѓе не треба се караме, не треба се расправаме, не треба да влагаме постојано во дуели и објаснување поради тоа што има начин како да едноставно победиме во играта на животот, затоа што рековме дека и тие се во истата замка, како и сите поради нивната подсвест поради тоа што нив им се случило, но дефинитивно треба да си го држиме нашиот пат и да не скршнеме од целта поради нив. Е сега, во основа, кога се наоѓате со такви луѓе кои што, гледате, имате некогаш луѓе кои што постојано ви наметнуваат проблеми. И стоперите се луѓе кои што сакаат да ви наметнат проблеми кои што не се ваши или кои што вие не ги сметате за проблеми. И да го изанализираме ова, ќе видиме дека секој еден проблем се состои од две работи. Ви имате намера нешто да направите, од другата страна имате контранамера. Значи јас сакам ова да го направам и не може ти ова да го направиш. Може ли да се вратам вечер во толку и толку сат? Не може да се вратиш. Значи не станува тоа збор за еднаш или за нешто кое што е разумно. Станува збор дека некогаш поради механизмот на животот и како умот функционира и така натаму, ќе видите дека имате луѓе кои што едноставно наметнуваат проблеми, не се тоа голем број на луѓе и едноставно може и со тие луѓе човек да комуницира и да се разбере и ќе го објасниме тоа понатаму, но она што е интересно е дека имате луѓе кои што од се може да направат проблем. Сте видели, имаме пријатели кои што едноставно и да сгрешите нешто и да закасните и нешто да направите, едноставно сте релаксирани во нивно присуство. И некогаш имате луѓе кои што сте многу внимателни да не сгрешите. Едноставно постојано ви се во умот. Се нешто се пажиш да не сгрешиш поради тоа што знаеш дека ќе бидеш критикуван, знаеш дека ќе бидеш омаловажен, поради тоа што наметнуваат постојано проблеми. И во твојот живот едноставно ти може да си многу креативен и да не согледуваш дека има било каков проблем во твоето постоење. Но од другата страна може да имате човек кој што постојано го наметнува нештото како проблем. Ама зашто сега ти се враќаш толку касно? Ама што при цело време со другарките? Зашто мора цело време да излагаш до касно? Зашто од работа не се вратиш одма дома? Што е тоа што има ти на кафење да идеш постојано на таму? Така или може да имате, не знам,
друг човек кој што на друг начин го манифестира, тоа и пак ќе кажам, значи не станува збор за некој кој што еднаш или инцидентно или едноставно разумно може да ви укаже на некои работи или грешки за кои што можеби вистина ги правиме. Станува збор за специјалисти, ја би ги нарекол, затоа ги рековме стопери, поради тоа што сакаат да има стоп. Гледате колку убаво кога има движење на енергијата. И тогаш има креативност. Двајца пријатели или сопруги, сопруга, едноставно кога се у хармонија, кога се слагаат, едноставно имате луѓе кои што можат да разберат се. И сакаат да најдат решение за се. Имате друга страна, мал број на луѓе кои што наметнуваат, пак ќе кажам, проблеми кои што за нас се нереални. Но кога ќе ви го направи тој човек проблемот, она што се случува, се обидуваме да го решиме тој проблем и тешко ни оди. Од проста причина, поради тоа што ние навистински не ни гледаме дека е проблем. И однаш треба нашиот ум да го смениме и да се смениме самите нас, за да можеме да влеземе и да се разбереме и да се објасниме со тој човек, но тешко оди. Поради тоа што другата страна имате солидност, имате цврстина, имате нешто кое што имате неволност да се разбере од другата страна. Сега, како умот функционира и зашто тоа предизвикува проблеми кај нас? Рековме дека во подсвеста се снимени работи каде што сме имале траума, сме имале повреда, сме имале загуба, сме имале разочарување. Тоа се стопови во нашиот живот. Видите, таа негативна подсвест е создадена од стопови. Животот ни ги прави тие стопови. Сакаме да поминем улица, ќе не чукне кола. Не знам, сакаме да поминем од една од друга страна, можеби у врата ќе се чукнеме. Сме сакале со некого да крираме, тој човек ќе не напушти, или можеби сопругата починала, сопругот починал. Гледате, стоп е тоа. И кога во околината имате луѓе кои што ви креираат стопови, физички сега, тоа ги реактивира стоповите во подсвеста. И тоа ги вади повторно на површина неубавите моменти во животот. Гледайте, ако сакаме и имаме околу нас луѓе кои што ни даваат ветар во грбот да ги постигнеме целите, гледате, имате движење на енергијата, имаме тек. Ако имаме луѓе кои што цело време ќе наметнуваат стопови, ги имаме реактивирани тие негативни болни искуства од минатото. Да нагласам повторно, решението дефинитивно не е да се влага во конфликт и да се расправаме со другите луѓе. Решението е да се разбере. Многу често токму против тоа што се бориме и тоа и стануваме. Колку пати сакаме се докажеме, да покажеме, да објасниме, едноставно после долг низ на години ќе видиме дека сме се претвориле баш во идентитет кој што можеби против кој што сме се бореле претходно. Но целата идеја, ако не го разбереме, тогаш ние ќе имаме проблем. Дефинитивно има и начин како да се разговара со тие луѓе, како да се комуницира за тој стоп, на некој начин да се стопи и едноставно да бидеме креативни да продолжиме да го живееме нашиот живот како што сакаме, да си ги постигнеме целите. Тоа е целта на секоја наша емисија, како да ги постигнеме целите, да трнеме во правец на постигнување на целите, како да не биме депримирани, едноставно да посегнеме и да доеме до тоа што го сакаме. И уште еднаш, значи треба да ги разбереме и луѓето кои што се во таа состојба, треба да ги разбереме луѓето кои што наметнуваат проблеми и кои што ни прават стопери, ама не значи дека треба да се сложиме со сето тоа кои што ни го наметнуваат, доколку гледаме дека не е добро за нас. И рековме во една од претходните емисии, големината на еден човек е да продолжи да ги сака своите блиски, своите пријатели, својата околина, наспроти сите причини да не го направи тоа. Затоа што, уште еднаш ќе кажам, сите се во иста стапица, некој животот е суров, се однесуваме негативно, но во тоа е големината на луѓето да ги разберат своите блиски, околината и да ги продолжат да ги сакаат своите блиски наспроти се, заради тоа што љубовта и позитивните емоции се решение за креативни во живот. Направивме кратка пауза, но откриени тајни продолжува и понатаму затоа што имаме уште прашања кои што не водат кон тоа како да ги кренеме високо нашите емоции. Тука продолжуваме со разговорот. Жарко ги споменавме стоперите. Секако мораме да најдеме начин како да застанеме наспрема нив, но најчесто секогаш кога имаме стопер во наша околина, се обидуваме да објасниме зошто во моментот така работиме, зошто се однесуваме така, едноставно даваме објаснување за секоја наша постапка. Сето тоа всушност не тера да се чувствуваме многу ниско со емоциите и да не турне надоле ваквото однесување. Апсолутно, колку повеќе се обиде проблемот со ова и каде ние имаме контролата. Гледате, ние не можеме да имаме контрола врз каков е човекот.
Во околината имате различни луѓе, така некои се повисоко со емоциите, некои се пониско. Не значи ако човекот е ниско со емоциите дека е стопер, и тука да бидам јасен. Че имате луѓе кои што се ниско на тонската скала, но не значи дека се сите делуваат на тој начин. Значи имате луѓе кои што едноставно, пак ќе кажам, наметнуваат проблеми каде што нема проблем. Значи не размислуваат во насока на решение, туку од се нешто се прави проблем. Значи не постои проблем. Но тие гледаат во насока на проблеми и во насока на одење на контра, или луѓе кои што едноставно контрираат за се, но ќе видите дека пак ќе кажам нема решение за како да се подобрите, туку начинот како да ве подобрат е на тој начин што ќе ви го кажат сето тоа што е најлошо и што е најнегативно, и ајде пак да повторам, да се деси проблем. Сега, ние кога почнуваме да се објаснуваме, затоа што ние имаме можеби честни намери, така? Можеби сте имале некоја ситуација каде што имате сопруг, сопруга или не знам, шеф и вработен, каде што еден стварно имал добра намера, отишол на кафе или требал да направи некоја, не знам, сделка, каде што можеби отишла во ресторан или сопругата излегла после работа на кафе или сопругот отишол со своите пријатели каде што немало лоша намера. И гледате, одеднаш почнувате вие се правдате. Целата ситуација, како да почнеме да размислуваме за што станува збор, одеднаш имате тенденција да се правдате за работи за кои што стварно не треба се правдаме во животот. Тоа не значи дека не треба да комуницираме со луѓето. Мојот став е дека дефинитивно треба да сме во што поголема комуникација со околината. Но гледате, треба да видиме дали од другата страна има волност да се разбере и да се восприеми тоа што ние го разговараме, или станува збор за постојна критика, постојано маловажување, солидност, зид кој што се поставува од другата страна. Значи, секако дека е многу битно да се направи комуникација, да се образложи за што станува збор. Но ако видите дека за една иста работа или за различни работи од другата страна немате човек кој што сака да го прими тоа, вистински да го разбере, да се стави во ваша кожа. Гледате, да има емпатија, да покаже афинитет. Афинитет е високо со емоциите. Значи, кога видиме скалата на емоциите, е скала на афинитет. Високо, во жолтите тонови, луѓето имаат афинитет за другите луѓе. Ги сакаат и тоа го покажуваат дека ги сакаат со гестови, со тоа дека му е мило да сте околу него. Кога ќе ги видите црвените тонови, тоа е фактички покажување дека не сте добре дојдени, нели? Например, тонот антагонизам, лутина, непријателство и така натаму. Или можеби да е па тоа скриено непријателство, каде што тие емоции се маскирани дека сте добре дојдени, ама вистински не сте прифатени од околината, или огорченост, така некој кој што ви е огорчен постојано, не ви комуницира за своја и неизразена огорченост, но едноставно вие чувствувате дека не сте прифатени во тој простор и во таа околина. Каде грешиме и каде ние паѓаме со емоциите кога почнуваме постојано за едно исто да се оправдуваме за работите, затоа што гледате, некогаш имаме теми кои што им се многу битни за нас во нашиот живот. И знаете, веруваме во тоа. И тоа ни е многу значајно. И ако имате од другата страна луѓе кои што тука ви прават проблеми постојано, тука ве предизвикуваат дека не сте добри, тука сакаат да ви ги срушат надежите, тука сакаат да ви ги инвалидизираат способностите на таа тема, на некој начин влагате во ринг во кој што не можете да победите. Поради тоа што од другата страна мора да имате човек кој што е волен да разбере. И ако немате од другата страна соговорник кој што е волен да едноставно се разреши тоа на пријателски начин, туку едноставно имате човек кој што сака кавга, кој што сака да ви докаже колку не сте во право, да ви покаже дека сето тоа не е исправно што го правите. Треба едноставно да сватиме дека треба да смениме темата и треба да разговараме за работи за кои што и тој се сложил. Затоа што едноставно тука се крева и се подобрува комуникацијата и тука стануваме пореални. Затоа што гледате, за некој од луѓето не е реално тоа што ние го сакаме. Но од друга страна пак е наша обврска да се бидеме доследни на тоа што ние го сакаме. Ете, не можеме да се смениме ние и нашите афинитети, и нашиот живот, нашата естетика, нашата љубов кон околината, и она што северно што ние го сакаме, едноставно да го отфрлиме поради тоа што можеби некој бара од нас да се промениме на начин на кој што нас не ни одговара. Поради тоа што така губиме нашиот интегритет, така ние ќе паднеме по скалата по емоции, сакаме да ги одоброволиме луѓето, но и кога ќе ги одоброволиме некојаш тие луѓе, ќе видите дека и со тоа кој што сте станале, зашто многу често така го губиме идентитетот. Зашто? Поради тоа што секој сака да биде прифатен од околината. И ако не бидете прифатени какви што сте,
тогаш ние правиме грешка, сакаме да се смениме во нешто во кое што не сме. И да не бидам погрешно сватен, ако видиме ние дека имаме некои карактеристики кои што не се добри и те како треба да ги смениме тие карактеристики за да се подобриме, затоа што така растеме како битија. И некојаш и критиките од околината се токму и позитивни поради тоа што ретко ние можеме да сме свесни за слабостите кои што ги имаме, баш поради тоа што да сме биле свесни за оние работи и недостатоци кои што ги имаме, тогаш би ги смениле. И некогаш околината е во право да ни укаже на грешки, критики, забелешки, како да се промениме. Дефинитивно околината во колку го направи тоа на убав начин и да ги укаже критиките, недостатоците и слабостите на убав начин, има поголема шанса ние да се подобриме. Поради тоа што никој не сака да биде омаловажуван, критикуван и на тој начин да признае дека греши. Полесно е да признаеме дека грешиме ако другата страна пријателски ни се пристапи да ја направиме промената која што треба. Значи треба да примиме критика, треба да примиме забелешки од другата страна и дефинитивно за нас е добро да се промениме. Но воколку станува збор за намалување на комуникација со другите луѓе, воколку станува збор за тоа дека знаете, некојаш кога сте многу весели, имате пониско луѓе по тонската скала, некојаш им се вознемирува што сте толку среќни, тоа не треба да го промениме. Поради тоа што животот во нас се баш тие позитивни емоции, баш тие убави работи кои што ги сакаме, работите кои што сакаме да ги постигнеме, амбициите кои што ги имаме. Зошто да немаме многу? Зашто да не постигнеме се што сакаме во животот? Зашто некој би ни ги инвалидизирал целите? Тоа не треба да го прифатиме и дефинитивно не треба се смениме на полошо. И заради тоа и сакам да кажам дека дури на нив им помагаме кога ќе ги постигнеме нашите цели. Ете, тие луѓе одеднаш да се вратам на тоа што го зборев дека и кога ќе ве сменат во нешто кое што тие мислат дека така треба да бидете, а вие не можете да бидете успешни ако не сте вие тоа што сте. Поради тоа што едноставно се губите, ја губите централноста, ја губите вашата стабилност на тоа кој што сте, кога ќе го изгубите вистински вашиот идентитет. Така да ако се почнеме да бидеме некој друг кој што не сме, да го задоволиме некој од нашата околина, дефинитивно нема да успееме, тој ќе ви најде пак мана зашто пак не си успеал. Значи ете и сега не успеа. Значи не знам дете што да правам више со тебе. И не знам жена што да правам више. Значи ти си не поправи случај. Така. Но ако останеме доследни на тоа што сме и тргнеме да се постигнеме целта и успееме, тие луѓе се вртат. И обично после тоа ќе почнат и тие да ви кажуваат дека верувале во вас, на околината ќе почнат да и тврдат дека верувале во вас и дека знаат дека секогаш ќе успеете, дека сте имале сигурност и самодоверба. А фактички сигурност и самодовербата е баш тоа, верба во сопствените одлуки и храброста да го одиме нашиот пат и постигнеме нашите цели. Не секогаш во животот донесуваме правилни одлуки. Често се случува да направиме грешки, некои непромислени одлуки. Дали можеме да го поврземе сето ова, донесувањето на погрешни одлуки и да правиме грешки со негативната околина која што имаме околу нас? Ако имате околина, и ова е многу битно да се разбере, дека мора да имаме околина која што е волна да ги толира нашите грешки. Мора да бидеме слободни да направиме грешки. Целиот успех се состои од правење на грешки. Но ако имаме некој кој што тие грешки цело време не критикува, цело време не обвинува преку тие грешки, тогаш стануваме многу предпазливи да не направиме грешка. Гледате што се случува ако имаме таква околина која што не стопира, која што не инвалидизира. Тогаш не сме со вниманието на надвор. Среќата е тоа да сте со вниманието на надвор, на околината, на убавината, на животот. Затоа што високо по тонската скала луѓето се заинтересирани за иднината, таму и убавината. Сме во сегашноста, што друго да правиме тука? Така, нема што тука да правиме, треба да креираме иднина, затоа што секоја наредна секунда, секој нареден ден, секоја наредна година е иднина. Или сме во иднината како што ние ја сакаме, со нашите цели, постигнати цели или не сме. Но секогаш е одговорноста до нас. Не можеме да ја откриеме околината, не можеме да ги откриеме луѓето кои што ни наметнуваат проблеми. Ние, исклучиво ние, сме автори на нашата среќа. Зошто сме ја примиле таа критика? Зошто сме го примиле тој проблем? Зошто не убедиле дека е нешто негативно? Зошто не убедиле дека треба да бидеме разочарани од животот, разочарани од околината, разочарани од луѓето? Видите, до нас е дали ќе прифатиме нешто или не. Високо по тонската скала можете да разговарате со некој човек и да не се согласите и да одбиете нешто негативно. И тука е убавината и креативноста. Не треба да прифаќаме се.
Треба да прифатиме тоа што мислиме дека треба, но ако сме високо по тонската скала има убавина во одбивање на работите и неприфаќање на негативни сугестии. Ама за тоа треба сме свесни. За тоа треба сме свесни кои што избори, ако почнуваме набрзо да стануваме негативни и да почнуваме да ги имаме тие негативни идеи за животот, негативни идеи за еднината, треба да се запрашаме. Значи, дал тие ни помагаат? Како тоа ќе ни помогне да успееме? Воопшто нема. Затоа што убавината е напред, убавината во еднината, не во минатото. Затоа што минатото поминало. Можеби сме направиле грешки, можеби сме донеле погрешни одлуки, можеби поминале години каде што животот не сме го живееле како што сакаме, но денеска е нов ден. И не постои човек кој што не може да направи нов почеток. И можеби нека оваа емисија биде повод и почетна точка за промени позитивни кои што луѓето ќе ги направат во нашиот живот, во нивниот живот. А тоа е додат и да ја креираат еднината на начин на кој што тие сакаат. Гледав еднаш на социјалните мрежи, имаше едно видео во кое што имаше анкета на луѓе, да кажеме во поодминати години, кои што никогаш не жалеле за работите можеби што ги направиле, но работите кои што сакале да ги направат, а не ги направиле. Така да, тоа е тоа кое што треба да го направиме, па што и ако сгрешиме, слободни сме и секој од нас има право сам себе да си даде простор и слобода да направи грешка во својот живот. Нека отиде, нека направи било каква работа која што секој од нас можеби до сега сонувал да ја направи, не успел да ја направи, од секогаш сакал. Зошто да не го направиме тоа? Никој не може да не спречи, сем самите ние, и ако не се согласиме со стоповите кои што околината можеби ги наметнува. Секако доаѓаме и до самиот крај на денешната Откриени тајни, иако вие дадовте доста позитивни насоки за тоа како да се однесуваме со стоперите околу нас и на кој начин да се кренеме високо со емоциите, може ли исто со една позитивна нота да ја завршиме оваа денешна емисија? Всушност, сите многу добро знаеме дека сакаме да успееме и дека успехот на сите ни представува цел кон која што се стремиме, но кога нема да успееме и кога некои работи нема да ни тргнат од рака, често бараме објаснување и логички работи кои што довеле до нашиот неуспех. Но токму ова логичност не ни ветува следен успех. Рековме во една од емисиите дека животот не е логичен, животот е магичен. Лети имаме логика, имаме ум да го користиме што е логично, што не е. Но често пати, за да си ги оправдаме неуспесите, се ни изгледа логично зашто не можеме да успееме. Видите, тука малку е скриена таа подсвест која што едноставно ни наметнува работи кои што не се вистински препреки во нас. Ете, кога некогаш не сме волни да тргнеме во ризици, да се соочиме со проблемите, со препреките кои што ни излагаат на патот, знаеме да најдеме логични оправданија зашто не успеав, па гледа околината ти не можеш да успееш, не можеш да успееш во државата, не можеш да успееш овдека, ново работно место не можеш да... Гледате, бараме оправданија, тоест бараме логични оправданија и факти кои што нас ке ни направат да се чувствуваме поубаво затоа што не сме постигнале целта. Ете, нема логика во самото тоа. Нема логика во логиката која што си ја пренесуваме или сакаме да ја искористиме или сакаме која што сакаме да веруваме. Поради тоа намерата, поради тоа целите, поради тоа имагинацијата е над фактите и над логиката. Видите, треба едноставно да тргнеме, да не се согласиме со препреките, да не се согласиме со стоповите. Тоа е мојта на несогласувањето кој што сакам да го кажам. Не се согласуваме со стоповите и препреките кои што ни се наоѓаат на нашиот пат. Треба да имаме намера, треба да имаме цел и едноставно, ако тоа не им изгледа логично за околината, па така и нека биде. Затоа што зборевме за генијалците, зборевме за успешните луѓе, не секојаш се прифатени од околината, но она што е битно за нив е веруваат во некоја цел, која што е добра за општеството, добра за другите луѓе, посветени се на тоа. Едноставно е многу тешко да ги одвратите во нешто од кое што веруваат и знаат дека кога ќе го постигнат, околината, општеството, фамилијата, пријателите ќе имаат огромна корист од тоа. Жарко, јас ви благодарам за денешната тема и за разговорот кој што го имавме со вас. Верувам дека им помогнавме на гледачите кои што не следат да ги кренат високо емоциите и научија на кој начин да се справат со стоперите од нивната околина. Ние секако се гледаме точно за една седмица со нова тема. Ти благодарам, Сања, благодарам за нашите гледачи, се надевам дека успеавме да ве мотивираме едноставно да тргнете да ги остварите вашите цели, затоа што секој од нас има своја иднина и убавината е во креацијата на иднината која што сакаме да ја направиме. Ако станавме куси, слободно стапете во комуникација со мене, секој сум волен да одговорам на сите прашања кои што ги имате. И би сакал да најавам настан кој што ќе се одржи на 15 јуни во 19 часот во хотелот ТЦЦ Гранд Плаза
ќе одржам мотивационо предавање на вакви слични теми, така да секој некој што сака да дојде е поканет. Можете вашето присуство да го потврдите на мојот телефон 078-261-771, значи 078-261-771 или преку социјалните мрежи. Имајте убав ден! Почитувани гледачи, вам ви благодарам за вниманието со кое што ја следевте денешната Откриени тајни. Секако, доколку бевме доволно интересни и го задржавме вашето внимание, јас ве поканувам повторно следната сабота во 11 часот да бидете на каналот на телевизија 24, а во меѓувреме секако посетете ги социјалните мрежи како на нашата телевизија, така и на доктор Жарко Костич и погледнете ги и претходните изданија на Откриени тајни за работите да бидат многу појасни. Имајте пријатен и убав ден!